Добро, ви благодарам. Еве денеска овде на меѓународниот аеродром во Скопје, заедно со директорот на Центарот за јавно здравје, да ја посетиме лекарската екипа која врши скрининг на патниците кои што доаѓаат од дестинациите Дубај и Истанбул, а заради скрининг со термокамерата и евентуална детекција на потенцијални патници кои што биле во контакт со луѓе заразени од вирусот или доаѓаат од поширокиот регион на Вухан во Кина, со оглед на тоа што самото место Вухан е сега целосно затворено и аеродромите се затворени. Веќе трети, четврти ден како се прави овој скрининг. Морам да кажам дека се обезбедивме од неколку страни, имаме практично секојдневна комуникација со Управата за цивилно воздухопловство, која што има директен линк со авиокомпаниите и ни укажуваат однапред дали на овие летови кои што доаѓаат од овие две дестинации може да очекуваме патници кои што доаѓаат од Кина. Такви патници за сега во нашата земја не се дојдени, ниту пак има со овој лет кој што сега стигнува од Дубај, меѓутоа за секој случај ќе се спроведе скринингот. Веќе е дистрибуиран по сите релевантни чинители институции кои што се дел од на ланецот од алгоритмот во кој што треба да се спроведат потенцијалните пациенти доколку има заразени или патници кои што треба да бидат под мониторинг, а тоа е освен Центарот за јавно здравје, Здравствениот дом во Скопје, одговорен за транспортот, Институтот за јавно здравје и епидемиолозите кои што работат таму, значи точно се знае што ќе се прави со секој сомнителен патник кој што ќе стигне овде на аеродромот. Доколку има пациенти кои што имаат одредени симптоми, постои јасно одреден алгоритам, guidelines како се постапува со изолација, со мониторирање и така натаму. Доколку не, а има патници кои што доаѓаат од Кина и немаат никакви симптоми, се упатуваат на домашен мониторинг во период од 2 недели, колку што трае инкубацијата, и ќе добијат телефони на кои што може да се јават за да ги контактираат лекарите од овие институции кои што ги спомнав, со цел да не бараат здравствена помош по институциите за да се спречи евентуално ширење на заразата. Благодарам. Многу превентивни мерки споменавте, меѓутоа последното истражување на глобалниот индекс на здравствена безбедност покажува дека Македонија е дури на 90-тото место за добро справување со епидемии. Ова се уште не е епидемија, меѓутоа во регионот сме на последно место. Зошто тоа е така? Дали државата треба нешто дополнително да преземе за да не бидеме толку лошо рангирани во регионот? Морам да кажам дека ние се соочивме со епидемија од морбили пред една година и за разлика од сите други земји во регионот кои што еве на овие ранглисти се повеќе на повисоки места од нас, за многу пократко време од нив ја запревме епидемијата. Што е доказ дека нашиот здравствен систем во условите во кои што ние го организираме, координираме, вака како што го правиме сега, навистина покажа дека може добро да функционира. Само за споредба, таа епидемија на морбили ја завршивме и ја запревме за 6 месеци. Имавме само 4 случаи, додека повисоко рангираните земји во регионот има над 100 смртни случаи и повеќе од година дена траеше епидемијата. Така да сметам дека сме навистина координирани, спремни и дека овие превентивни мерки ќе дадат добри резултати. Мислите дали има термални камери и флаери во граничните премини? Не, тоа засега не се препораки од Светската здравствена организација. Ние се спремаме доколку треба и веќе контактиравме со луѓето кои што одржуваат оваа камера да бидеме спремни да добиеме и повеќе термални камери и повеќе материјали за заштита, у смисла на овие заштитни скафандри и се што треба да бидеме спремни и однапред доколку се случи, што ќе повторам, сега не е овој сценарио да има потреба да се засили контролата. Дали знаете колку кинески граѓани дошле во Македонија во последниот месец? Во последниот месец немаме овој информации. Од кога е почната контролата, немаме патници кои што доаѓаат од таму. До директорот на Центарот за јавно здравје веќе трет ден екипи од Центарот на термална камера ги скенираат патниците од летовите од Истанбул и Дубај. Предпоставувам дека над 2000 патници се поминати. Дали досега имало некоја лажна тревога
нормално е сезона на вируси и нормално е да се очекува висока температура. Да, како што кажавте и вие, до сега екипите на Центарот за јавно здравје, значи од која во недела ние имавме координација со Министерството и со другите здравствени установи и значи денеска четврти ден што ги имаме екипите тука и за среќа до сега немало ниту една индикација дека ние треба да превземеме нешто поголемо, значи сите поминати патници биле без симптоми и се надевам дека и натаму ќе немаме нешто посериозно. Недена да ширимо. Po, ne këtu jemi sot siç e dinë të gjithë opinioni i gjerë për shkak të një epidemie e cila është virusi korona dhe sot është dita e 4 që ekipët e Qendrës për Shëndet Publik janë këtu dhe bëjnë monitoringin e të gjithë udhëtarëve që vinë nga Stambolli dhe Dubai dhe dikund mbi 2000 udhëtarë janë monitoruar deri tani dhe te asnjë nuk ka patur shenja për ndonjë shqetësim. Kështu që ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen, do të bëjmë atë më të mirën nga ana jonë dhe jemi shumë të sigurt në ekipet që janë këtu dhe do jemi vazhdimisht në komunikim edhe me ju, edhe me qytetarët për çdo informatë të re që do të kemi. Alarm të rejshëm ka pasur në pyetjen e kolegës. Jo, alarm të rejshëm deri tani nuk ka pasur dhe nuk ka nevojë për shqetësim. Deri tash gjithçka ka qenë në rregull.